Па не зависи, има еден тук терен кај нас, кај што никој мислам дека не се поменал убаво од негова страна на публиката. Сите знаеме кој е тој терен. Така што тоа ми уште поубаво чувство, не знам, кога давам коши да ми викаат негативно, уште поубаво ми е, искрено. Да. Да ми викаат уа, ако штирам слободни, уа, сите, нема болje чувство. Никола, како си? Добро брат, тебе, последен период малце растрчано, така динамично, но супер сум, искрено. Да, фала ти што веќе некој време се договараме како, што, така, кога, да. и сега се погоди да снимаме денеска. Баш ми е мило што имам шанса со тебе да зборам, се знаеме веќе некое време. Пред да навлеземе малце подетално за тоа кој си ти, што како, кажи ми што е за тебе ментално здравје? Па брат, за мене ментално здравје представува тоа како ние внатрешно и психички сме способни за решавање на секојдневните предизвици кои што ни ги носи животот. Односно, сметам дека голема улога за менталното здравје конкретно има самото искуство во животот, затоа што да речеме некој пат кога имаш во животот, кога ќе го поминеш тој пат, нели, ќе го пребродиш, мислам дека за секој нареден предизвик што ти иде тежок, нели, си по ментално и психички спремен да се справиш со него. А и баш кај исто за одржување на тоа ментално здравје, сметам дека спортот, главната тема што ќе збориме денеска, има доста голема улога од нели позитивни причини, затоа што самиот спорт кој спорт е најмногу поврзано со менталното здравје, физичкото на страна. Ако си ментално неспремен, не можеш да се бавиш со спорт едноставно, и мислам дека преку спортот таа позитивна особина ја градиме, ја наградуваме секој ден, нели, не мора ти да тренираш, може да трчаш, не е битно. Само тоа што се справуваш тој предизвик, нели, да стигнеш до целта, мислам дека го зајакнува менталното здравје. Да, интересно е што нели нонстop се збора и сега младите повеќе сакаат зборуваат за ментално здравје, за чувства, за ова зона. Колку ти, еве, например, имаш разговори со твои врсници, помали, повозрасни, за вакви некои работи, не, ќе збориме за ментално здравје, туку за ова што кажа ти, за како да се справуваме со предизвици, што, како, што помага, што не помага. Па така, зависи кругот на луѓето, пошто сум млад, се правам некои работи што малце повозрасни луѓе, мислам се бавам со тоа. И често од денот седам со повозрасни луѓе од мене, со нив, а и со мои врсници, главно правиме нели разговор од типот на доста преземање ризици, нели, во некоја работа и како со тоа се справиме, нели, правиме муабет за инвестиции, за купување, продање, нели, класичен муабет машки, кај има пари, кај има, нели. И главно за тој дел, нели, за ментално здравје, како, нели, пошто сега ти например кога отвориш некој бизнис, брат, не можеш без ментално си стабилен да го отвориш, се плашиш, нели, имаш предрасуди и тоа. Главном у мој круг за таа тема се прави мувет. А вака искрено ти кажам сега за спорт, дали правиме за ментално здравје мувет и не правиме. Да. Во главно таа тема, затоа што тој ми е кругот и тој е секојдневен разговор. Да. Да, дете си што израснало играјќи кошарка. Да. Така и се знаеме. Така се. Кажи ми малце повеќе за некое твое почетно искуство со кошарката. Од каде доаѓа таа окей, сакам сега да се бавам со кошарка, сакам да играм кошарка, што ти до пред година дена играше доста активно и доста активно, професионално за некоја младенска кошарка кај нас во Македонија. Па вака, брат, јас започнав да играм кошарка на мои 9 години, така нешто. Како сум започнал, другар мој надобар играл и сме започнале заедно да играме кошарка. Но кошарката не ја сватив сериозно се таму негде докај М14, кога почнав и самиот во себе да гледам некој квалитет и потенцијал што треба да се искористи. Така да од тогаш сериозно ја фатив кошарката, тоа баш може да се каже дека ми започна кариерата и добро трнав, но ете сега, не мора да значи дека сега ти ако се бавиш со кошарка дека кошаркар ќе станеш, може кошарката на други работи да те донесе позитивни во животот. Така да тоа. Да, јас сега желам и во подкастот сум го спомнал и тоа. Деца што ќе започнат да играат било кој спорт, без разлика дали тоа ќе биде тимски или индивидуален, но 99,9% од тие деца, меѓу кои што сум ја и еве и ти, нема да станеме професионалци. Така е. Ама само до тоа што
го имаме како можност да бидеме дел од тоа, да растеме низ спорт, да како што кажа ти, си почнал ради најдобар другар, Така за е. другарства да ствараме, да многу да познанства, учиме. позитивни познанства. Тоа. Го прави спортот она што е и го прави доста важен за Така изградба на една личност. Така е. А сега ја би те прашал пошто знам дека промени неколку клубови, различни тренери. Еден од оние моменти кои што мене ми е интересен е односот играч-тренер во кошарката. Така. Колку тебе ти влијае, рече, кога дојде на некоја 14 годишна возраст, го свати озбилно, ама колку ти влијаеше тренерот или различните тренери врз тоа како се чувствуваш, врз тоа дали сакаш да играш кошарка, Така. дали не ти си игра веќе кошарка или Да. тоа. Каков ти беше тој однос со тренерите? Па искрено мислам дека баш кај нас конкретно наша држава тренерот има многу голема улога за твоето играње, твојот настап, нели на терен. Мојот конкретно во тој период ми се погоди добар, значи тренерот секогаш ме буткал напред, позитивна страна, ветер во грб да ти биде, тоа е многу битно за играч еден. И најбитно од се според мене тренерите психолошки најмногу им влијаат на децата. И ако тренерите не се од нивна страна, нели, од тој психолошки аспект, ја мислам дека немаш шанси добро да играш, искрено. Значи, ако осеќаш поддршка од тренерот, ако и кога ќе сгрешиш да ти каже браво и нареден пат да повториш и да направиш пак грешка, нема врска, за тоа луѓе сме. Тоа мислам дека е еден од многу побитните аспекти за кошарката кај нас. За играч да станеш, мислам, за да допринесеш добар резултат на терен. Како, дали си видел да, например, позитивно или негативно тоа влија не само на терен, туку и надвор од терен? Па да, и надвор од терен, да, и надвор од терен. Битна е исто и дружбата, комуникација со тренер, мислам дека не треба никаков срам да има да се обратиш кај тренер. Едноставно треба да се функционира најнормално, како најнормални луѓе. Не треба секогаш треба да имаш почит према тренерот, ама да имаш тој срам таков однос, да ти е срам да прашаш било што, не треба. Треба сме луѓе пред се да си ги кажем искрено чувствата, што осеќаме и тоа тренерот да не разбере нормално. Но тренерот, например, некогаш ако собереме храброст го направиме тоа и ни каже ако не се осеќаме, ако не направи обесхрабри, ако, нели, сметам дека нареден пат детето или играчот, нели, нема да го праша повторно тренерот, затоа што ја знае реакцијата на тоа. Да, и многу е важно, што не секој тренер се поставува различно и не секој тренер е отворен за таква комуникација така надвор, да. а и за време на кога си на терен. Така е, така. Да. Секој си се цени себе како он мисли, дали е преценет или подценет, тоа си е негово, ма за подобар резултат треба сме реални и да се комуникација најбитно, клучот на се е комуникација. Да. Кои ти беа некои најголеми предизвици во еве тие некои години кога кошарката ти е број еден и тоа да станеш кошаркар ти е можеби најголема желба. Да, кои беа некои предизвици со кои што сам се соочи ти еве као личност? Па најголеми предизвици, брат, нели, нормално си секој ден на тренинг, колку и да сакаме, тоа е више дисциплина и не можеш секој да си мотивиран да идеш на тренинг, тоа е ко прво. Второ, затоа што гледаш сите врсници, некој кој ќе направи нешто подобро и ти сакаш уште подобро да направиш. И сметам дека ете таа конкуренција од тие младински лиги, самото тоа сме се издигнале така, овој направило, и така се мотивираме секој дневно. Сега тој во младинските лиги, сметам дека веќе кога доаѓаат сениорските, кога влагат нели парите во игра, сметам дека тоа нели тоа ниво да се докажеш, нели, се губи затоа што влагаат парите, па кој на кого, ме разбираш што сам да ти кажам, и се губи таа убавина на кошарката кога веќе влагаат, нели, парите и сениорскиот дел договори, а све до младински лиги што се сметам дека секој тренинг на млад човек, млад играч е нов предизвик затоа што нели се мотивираме кој што направил, кој што не направил и такви работи. Да, и спомна тренинзи секој ден, многу време поминуваш во сала. Да, по 2 пати дури. Мислам, јас сум бил посетен секогаш и на школото, ама колку толку сум стигал и сум дал максимум на тој тренинг. Така да и на секоја такмица и колку е тешко да се бидејќи едно од оние мислам работи кои што ја ги имам приметено е дека тие што најчесто успеваат и не само што ќе успеат да ги станат професионалци, туку и се доста успешни во тие некои младински категории,
многу е тешко да се има социјален живот. Да. Многу е тешко да се Така. оди на Нема саботи, училиште. нема петоци. Немаш ништо. Нема Остануваш ништо. до, не знам, сме имали ситуации кај што деца остануваат до 12, до 1 Да. шутираат Не на сметам кош. дека училиштето може да се постигне и со кошарката, ама нели излагањата, такви работи, наукниот живот, сметам дека не треба уопште да постои за еден спортист. Сега нели тоа е жртва на секој спортист ако сакаш да стане успешен. Ама школата сметам дека секој може да се справи, така да не гледам изговор. Мислам дека тренинзите може и пред и после школа да се направат, да се подесат според децата, така да не ми е оправдување да не учиш школа ако тренираш кошарка. Да. У ниеден случај. Да, и било кој друг спорт, бидејќи пак тоа треба да биде дел од Да. губиш еден голем дел од тоа. Губиш огромен дел. Изградба на една Ти може личност. ќе тренираш кошарка, не да боже се повредиш утре ден, нема да знаеш да збориш со луѓе. Да. И тој социјален живот и затоа секогаш треба основицата да имаш, после тоа се надградуваш. И како играч, како човек. Да. Сега ти си, кој што кажа и ти на самиот почеток малце поразлично, дека уше за време на играњето кошарка, за време Да. на тие средношколски години, сакаш да напредуваш надвор од сето тоа, надвор од целиот тој круг на кошарка и Да. некој формален вид на образование, формален она што е како скалило, Да. ти малци идеш на страна. Од Да. кај се појавува ти некои желби да се биде да направиш нешто поеќе со твоето време, со твоите ресурси? Дали не знам, нивото на свесност некако ме довело до тоа така да гледам. Порано сватив работите како идат и све што ги се заработиш, сам за себе се заработуваш, нели? Уште од помалку сватив тоа. И едноставно така уз година ми се пружиле некои прилики, имам доста работи, некои бизниси работено, што нели не дека ќе ги работам тие во животот, ама се ми тоа надградување за тоа што ќе станам утре што сакам да станам. Така деви со кошарката турнирот што го правиме ми се поврзало многу, ми има помогнато тоа што сум играл кошарка во животот за да го реализирам мој турнир, затоа што сите поврзани работи од кошарката што ми треба за турнирот ги имам, сите контакти, сите познанства, нели, тоа многу ми помогнало. А вака се имам мотивирано, ете таков ми бил и кругот, моите дома, татко ми многу ме поддржува, еден голем поздрав за татко ми, кој што е секогаш тука за мене, секогаш ме советува, јас идеи имам секој ден 300 различни. Но ако он не одобри, пошто он разбира, би сум поминал све тоа, не може. Не го правам, да го слушам све и за све што сум го послушал, добро искочило на крај, за све што сум сакал да направам, а не требало, стварно ќе искочило лошо. Така да, тоа ми е помош во животот кој што Господ ми ја дал и си ја користам. Да. Па не, тоа е, јас секој викам, јас сакам да научам од некои грешки на другите луѓе, не сакам од моите. Така Да, е, некојаш така. мора да Пуше ги ќе научиш од поминеш. твоите, ама и од другите да научиш. Ама и некојаш можеш, например, ја многу уживам у читање или слушање на книги на, не знам сега, ќе кажеме тренери, Така. на луѓе кои што се успешни. Може би нема целосно тоа да се преслика во мојот живот, така и така ќе биде, Така. тоа и тоа ќе се случи, ама пак гледаш кој што прават успешните луѓе, што Така прават е. луѓето кои што успеале у таа Да. област која што и јас Кога ќе сакам видиш да сите успеам. прават едно исто на различен начин. Да, Тоа е. да. И заради тоа сум као, оке, не сакам сега со глава од зид да идам Така. цело време, да пробам нешто ново. Да, може би некојаш и треба да Да. или да си докажеш сам на себе дека Така. можеш или дека Треба не да можеш. пробуваме, ја мислам, од пробување, знаеш како е бренд, ако не шутнеш, више си утнал. Да. Така да нема. А мора да шутнеш, па може и ќе влезе, ако не влезе, никому ништо не влегла, тоа е. Идеме Тоа дале. тоа ми е интересното околу спортот. Не знам колку го знаеш бейсболот као спорт, Добро. ама мене ми е омилен. Добро. И една од интересните работи е што најдобрите играчи у бейсбол го погодуваат топчето 3 од 10. Добро. Се замисли ти у било која област на животот, у било што, у школа, ти да имаш 3 од 10. Ти немаш шанси никаде да завршиш, така не средно на факултет, основно Така нема е, за. така е. Арно, ама и така преку играњето бейсбол, преку гледањето бейсбол и пратење на спорт, мене ми доаѓа, оке, да, ќе промашам еднаш, 2 пати, 3 пати, 7 пати, ама пак имам следна. Така е. И пак ќе можам Следната ќе влезе една ако сигурно. дам 1, 2, 3, оке, добар сум. Тие Да. луѓе што погодуваат 3 од 10 топчиња се заработуваат
стотици Така милиони. е, така е. И ама што сега да кажеме дека од спортот исто е у кошарката. Све. Слободни фрлања, не знам, шут, асистенции, промашени топки има нон-стоп, ама секогаш имаш следна утакмица. Така е, секогаш. И добри и лоши денови. Да. И убаво е што можеш како вика во победите не се у победу се не понеси, у поразен се не понизи. Така е, така е. Што можеме да научиме од тие работи и како да извлечеме поука од нив. Да, само полка можеш од тоа да извлечеш, ништо лошо. Да. И сега ти завршил со кошарка. Ај прво кажи ми зошто, као од каде доаѓа, окей, готово, нема, сум направил максимум со кошаркава, нема да станам кошаркар, ме велеше други работи. Каде доаѓа таа одлука? Па тамо негде М16 и М18 можам да кажам дека сум бил стварно врвот, барем за мене, за мојот капацитет, врв во кошарката. Сега не дека сум бил врв во кошарката, за мојот потенцијал сум го достигнал врвот. Да. И така, не знам, од тој период кога почнав да гледам како идат вистински работите, дека не е се така бајно, и таму више втората година нема 18, некако, што знам, дали преку искуствата, дали некои одлуки што сум ги направил во мојата кариера ме довеле до самото тоа, да добивам такви мисли и да гледам како идат вистински работите, дека не е све по заслуга во играњето, него има и други фактори, но не е сега ни време ни место за тоа да зборам, мислам. И така некако, не знам дали од некој разочарување што сум го добил не исполнет. Јас зашто нешто кога сакам да го направам, сакам да сум најдобар од тоа. Сега кога гледам како идат работите стварно и стварно за тоа што сакам јас да го остварам во животот, треба да го направам, а можда решението за кошарка, можда решението за тоа не била кошарката. И затоа така, од некој прост логички аспект, а и затоа што мислам дека кошарката кај нас е на едно многу ниско ниво и многу работи треба да се поправат, и за мене искрено немаш иднина. И ви кажам, покрај тоа што сум бил стварно добар, пак не сум гледал некоја иднина, и од проста ете таа причина. Мислам дека ова што го правам сега и што ќе го правам, дека можам и финансиски многу подобро и ментално, нели што зборевме, подобро да бидам здрав, така да од таа причина. Да. И доаѓа идеја за не можеш да се одделиш од кошарката и имаш идеја да... Не, јас со кошарката се бавам цел живот. На кој начин? Ќе видиме сега на овој. Тоа е љубов. Да. Не значи ако не правиш дека немаш љубов, Да, никогаш. Кажи ми за гледаче Slam Jam. Што е Slam Jam, од кај доаѓа идејата, зошто се тоа? Па Slam Jam Скопје е 3x3 турнир во Македонија, кој што беше одржан прв пат лани на 8 јуни за играчи до 20 години. Потоа се направи втор турнир во салата Невена Ѓоргиева Дуња во Кисела вода, исто на 21 септември, исто до 20 години, нели? И сега е трет турнир поред, 2025 година. Турнирот ќе биде на 7 јуни и 8 јуни, така што 7 јуни е предвиден за играчи до 21 година, може да играат. И наредниот ден е предвиден за сениорите, што е за нас еден левел ап огромен, скроз, но предизвик е да кој што сме спремни да одговориме, ментално сме спремни. Така да, тоа ете, извадивме нов проект песна, не знам дали ја слушна. Да. Супер е, ете, правиме реклами, маркетинг, мислам дека имаме на доста големо ниво, доста високо ниво. Така што да се трудиме, работиме и правиме да сме најдобри од тоа што го правиме. Да, која е идејата позади тоа? Зошто е уште еден турнир 3x3 кошар? Збориш како ми дошли идејата Да. следниче? Ме па вака, што знам. Ја нели и кога играв кошарка, играв и на 3x3 турнири. Многу повеќе ме влече искрено кога почнав да играм, самата енергија, самата динамика, публиката, баш тоа што е краток, нели, период за напад, 10 минути трае. И не знам, ми дојде како идеја дури прошлата година јануари, тамо негде, да направам турнир, викам, знаеш, у кошаркава сакам да сум нешто. И ми беше тоа како замисла, само фантазија, јас колку сум имал тоаш, 17 години, 16, не знам. Нереално ми било некако искрено да ти кажам, јас да организирам таков настав у држава што сум. Но ете, тамо негде период март,
со татко ма нели се правев мовет, но не ќе да влезам сам. Ми требаше некој врсник, моја возраст, што ќе биде со мене заедно, кој што денеска не е тука, не знам кој таму да гледам. Таму за твоја камера, да? Да, поздрав до Матеј Становски, кој што денеска не можеше да Да. дојде тука. Он е мојот партнер за турнирот, така што ја и он учевме исто школа, но не се знаевме. Но тој беше, јас го гледав, го пратев што работи на социјалните мрежи, значи за мене цар за водење социјални мрежи, дизајн, маркетинг, све. И така, брат, се запознавме со Матеј, муабет, баш тој вечер кога се запознавме, муабет правевме, брат, не знам, 5 сати. Да, и ми баш она што го барав, нели, за турнирот, што мисля дека ми фали на мене, нели, за да го направам тој чекор за турнир, беше он. Наредниот ден го договорив, седнавме на кафе. Он одма прифати идејата без размислување никако. Баш седнавме таму кај што е тренат Патрик од тој кафичат. И така, од тогаш, брат, од тој ден почнавме, што се вика, турбо да газиме. Прво, нели, требаше да средиме со општината аеродром. Поздрав и до општината, фала ви што не поддржувате. Да средиме, нели, самата дозвола за теренот. Мора да имаш дозвола од општина за да правиш таму, нели, 30 турнир. Од кога средивме тоа, после, нели, понатаму сведеше све што треба техника да присуствува на турнирот, целиот маркетинг, луѓето се привлечат, објавувавме рилови, Инстаграм постови, промоции, све, брат. И така и нели, на крајот денот спонзорите без кои овој настан не може да се одржи, тие се тука што не поддржуваат, им благодарам многу на сите кои што до сега ни искочиле во пресрет, а се надам дека ќе има и многу што ќе ни искочат понатаму во пресрет и ќе соработуваме и нели добра реклама ќе добијат, затоа што очекуваме голем број на гледачи на турнирот. Така што ете тоа, тие се некои главни предизвици кои што треба да се соочиш за да се оствари еден турнир. Најбитното е желба. Да, се спомна еден од интересните работи за овој вид на турнир кој што е 3-на-3 кошарка за оние што не гледа, мислам не се во тој свет на кошарката. Е токму имањето на публика и знаеме ако сме дека сме дел од кошарка, дека не секогаш имаш многу публика која играш кошарка. Поготово не младенска кошарка. Твоите ќе дојдат, на други деца, родители, баби, дедовци ќе дојдат. Освен финале. Полуфинале, финале, тоа е поразлично. Ама колка е разликата и колку на пример публиката прави разлика кој играш, без разлика тоа дали е кошарка или трикси? Ја мислам дека сите играме за публиката и кога даеш кош публиката, нели, да даде аплауз или да почне да викаат, нема подобро чувство за еден играч, по мене, да даде тројка или било каков кош. Најголемо влијание мислам дека има публиката и таа ја носи енергијата публиката, ради публиката се ставаат реклами, така да све правиме ради публиката. Све ради тоа. Што правиме која е негативно? Која е негативно ништо, поминува тоа правиме нов и публика доаѓа. Не, ама за тебе као еве и некој што има играно. Добро. Како дали негативно ти има влијано публиката? Пошто не секогаш е аплаузи, не секогаш ајде браво Никола. Па не зависи, има еден тук терен кај нас, кај што никој мислам дека не се поменал убаво од негова страна на публиката. Сите знаеме кој е тој терен. Така што тоа ми уште поубаво чувство, не знам, кога давам коши да ми викаат негативно, уште поубаво ми, искрено. Да ми викаат уа, ако штирам слободни, уа, сите, нема боље чувство. Да. И да го даеш кошот, и да го даеш. Нема поубаво, искрено. Кога ќе даеш е полесно. Да, кога ќе утнеш. Гледаш кај тренерот. Вака се криеш од мама. Не гледаш у тренерот, пошто сигурно те гледа. Не гледаш у тренерот, се продужуваш. Да. Колку е тешко со публиката прво кога играш да слушаш инструкции, да комуницираш со играчи, со... Па тоа е малце заебано, затоа што пример сега, нели, водиш топка некој од публика ти каже пас, мисли дека стварно има пас или знаеш она, пример не истекна нападот ти кажат шут и одма гледаш дали е, тоа е малце заебано. Да, губиш флоу некој, не знаеш. Да, губиш. Ама сепак мислам дека треба да се концентрираш на мислата и да не слушаш никој освен тренерот. Да, тоа е најбитно. Значи да не слушаш, но само ти се затнати ушите и само тренерот и себе си. Тоа е тоа. Да, на 3x3 е малце поразлично, пошто е многу и поблиску публиката и доста поблиску. Да. Каже речи на самиот терен. Да, така. Колку си имал можност твои врсници, не ти си игра некад кога гледаш дека
твои врсници играат сега 3x3 ти да влезеш да играш? Да, за 3x3 да, ама за кошарка вака ми се игра само младински искрено. Да. Таа ми е некоја љубов во младинските остаена, мислам, со срце играш кога играш младинска. И тоа ми фали искрено многу, а вака за 3x3 дам, сакам, мислам, на мојот турнир нема да играм нормално, ама верувам дека на други турнири што ќе се организираат во градот, верувам дека ќе играм. Да. Ќе се направам добра екипа и ќе играм. Поддржувам, едноставно сакам, не ќам само да сум турнир, сакам да има повеќе турнири, да има конкуренција, се надградуваме. Овој направил подобро, утре ден се мотивирам ја да направам подобро. Конкуренција нема по мене подобра работа. Да. Надвор од сето тоа, кои ти се некои предизвици, сега си последна година средно, Така. одлучуваш што, како, што понатака, како, мислам, кои се некои предизвици кои што ти како имаш 18, напуни 18? Напунив 18, да. Ево 18 години, во моментот се сочиш. Па моментално, брате, пошто сме, нели, мај, предизвик некој, не им е толку голем, ама нели сите мора го поминеме, тоа е матурата. Тоа ми е така ета некој школски предизвик, но главно со предизвици за работа, значи за мои идни планови за работа, што ќе ги работам летоско особено. Работам нели како менаџер, правам забави. Тоа ми е така голем предизвик да договорам све, сакам до детал. Турнирот сакам, имам исто така понуди од други градови да правиме турнир, така што временски и финансиски ако биде овозможено, сигурно ќе има летоско уште еден турнир во друг град, ќе откриеме кој во наредниот подкаст. Така што тие ми се сега моментално некои предизвици, за понатаму имам големи планови, но не би ги откривал. Да. Да. Колку е поразлично, бидејќи не секој 18 годишник размислува вака, поразлично, пак спомна се обкружува со луѓе кои што слично размислуваат на тебе, ама Да. сигурно си во контакти со други врсници на твоја возраст. Да. И колку се само поразлично и како тие размислуваат? Квалитетот на муабетот што го правам јас со моите врсници е многу поразличен. И ја мислам дека врсниците сами си ги бираме, јас сам сум одбрал да се дружам со тие луѓе кои што се дружам и позитивно ми влијаат на моето секојдневие, на мојата работа. Така што нели што спомнав и со повозрасни луѓе комуницирам секојдневно ниво од нив учам, со моите врсници споделувам искуство и така да сум убаво ми. Да. Да. Да, има за се има некоја своја улога. Така е, мислам дека патот сами си го бираме, така да нема оправдување. Ја не знам за друг нешто да ми изгрешил, све сам. Да, спомна на самиот почеток дека, не знам, и баш кога организираш сега си доста зафатен, доста работи има. Да, доста. Кои се некои работи што тебе ти помагаат, бидејќи збориме за ментално здравје, збориме за психички, да бидеме стабилни, кои што тебе ти помагаат да останеш? За да исчистам главата, подобро од пешачење за мене нема. Значи, дали со некој другар на кеј, ќе отидеме таму. Теретана не ми е толку, ама пример на кеј да отидам дали да трчам, да пешачам с клекој да правам, тоа ми е баш издувен вентил. Тоа. Вака, да се справам со предизвиците, едноставно потребно ми е комуникација со луѓето, односно за сите предизвици, повторно ќе спомнам татко ми, на татко ми ако не се искажам за моите планови на никој. Општо и што мислам све, како ми е, како се чувствувам, без разлика дали работи или не. Татко и мајка ми, брат ми, моите дома, тоа. Да. И блиските другари. Така се справам, едноставно се одржувам. Кога ми е потребно, нели, мир, сам си одам, ќе си испешачам, нели? Кога ми треба совет, ќе поразговарам со моите поблиски и тоа. Да. Тоа е клучот. Дали има уште нешто што би сакал да спомнеш, поготово се ако стане збор за турниров, пред да превршиме со снимања? Ете, за претходните турнири све е видено, нема што да кажеме. За овој само да ги повикам, нели, целата публика, сите што гледаат кошарка и што не гледаат да почнат да гледаат, затоа што е една многу убава манифестација. Овој турнир сега ќе се одржи на теренот, нели, Патрик, за трговскиот центар 3 бисери во општина Аеродром. Турнирот ќе го лани беше на 2 коша, сега ќе биде само на една половина и ќе се направи баш убаво како една манифестација. Договараме полека и сите штандови, договараме со една играчница, поздрав до Сатурн, до Вучко. Договараме ќе има исто така негови реквизити на лице место фудбалче, нешто уште нема скоро договорено.
ке има нели можност луѓето се купат дали нели са пиво, грицки, кафе, сок, сите сакаме да нели тоа е кошаркарски настан да го направиме манифестација за секако вид на луѓе да дојдат. Со 2X Time правиме исто така соработка. Они ни беа поддржатели на турнир на песната. Нивните маички ги носевме на нашата песна, така што исто правиме заеднички маички за турнирот. Ќе се објави колекција, ќе продаваме, на лице место ќе има штанд, нели промоција. Така да планираме многу за овој турнир. Песната нели исто ќе се пее во живо. Максим ќе ја пее што напиша, секој му чест, Максим е многу талентирано дете. Мислам дека стварно ќе го успее во животот затоа што многу го бива за правење песни. И тоа вториот ден за мене прв пат сениорски турнир. Се надам дека све ќе помине како што треба, нели самиот сениорски турнир се носи поголеми трошкови, награди се поголеми. Тројки куцања, тоа си имаме класика, дан контест, 3-point контест. Гледаме сите играчи да им оставиме најдобар впечаток, нели убаво да си поминат, добар глас да не бие, тоа ни е најбитно. И тоа е тоа главно. За крај да завршиме со кое е твоето прашање за оние сега што нас слушаат. Секој епизода, секој гостин тоа мора да прашам и тебе да прашам. Зашто прашање? Било што. Што те интересира, што би сакал оние што нас слушаат да размислуваат за тоа? Па сакам оние што не слушаат да размислат малце дека ние сме мала држава и треба многу да соработуваме помеѓу себе си, да не си го дигаме многу егото и сметам дека ние ако се соединиме и ако сите работиме заедно, сите поседуваме квалитет во нас, треба да се трудиме максимално да го истакнеме и сметам дека функционирањето заедно, затоа што сме нели мала држава, мале градов, е клучот до тоа и државата да кренеме, и самите ние како народ да се кренеме, така да само сплотеност заедно да работиме и тоа е тоа. Сметам дека не треба јас сум овој, не можеш ти мене да ме избориш, ако сум тако сум тој, нели ме знаеш ти мене, само заедно си да работиме, си ги искористиме квалитетите на максимум и да шириме една позитивна енергија, што е најбитно. Што мислите ви?